Да не треби кревет или соба? Да, соба барам, ама со звезди. Кај да ти најдеме звезди кога е облачно. А мени имате? Дај кажи што ти сега да ти направиме, ако има, па ќе видиме. Не знам чкембе чорба. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид основан е во 1977 година. Почетоците на туризмот во Македонија датираат во почетокот на 20-тиот век. Документи и написи во стари весници потврдуваат дека на 21 мај 1944 година и 14-та година, се извинувам, било организирано патување на 120 битолчани до Валјево и до Белград. Патниците биле испратени на железничката станица од голем број граѓани на Битола. При тоа, голем дел од овие патувачи отишли да си ги посетат своите синови во војска, кои тогаш биле рекрутирани од страна на српската војска. Додека некои чисто за туризам. А бидејќи во тоа немало железничка пруга помеѓу Скопје и Битола, како денес да има, патниците најпрво заминале за Солун и од Солун право за Белград, каде што останале 3 дена и потоа уште 2 дена во Валјево. Во Валјево ги пречекал градоначалникот, а адвокатот Цаса Јанко зборувал од името на битолчаните. Во Валјево, битолчаните се сместиле во приватни куќи и во градот останале 2 дена. Патувањето го организирал првиот градоначалник на Битола со христијанска вероисповед, Петар Лешнаревиќ, кој потекнувал од Горица, Албанија. Инаку, во Битола имало туристичко здружение Јужни езера, уште во 1927 година, чиј прв председател бил познатиот рентгенолог Михајло Попов. А во 1936 година, конечно со пуштањето на железничката линија од Скопје до Битола, во Битола почнал навистина да се развива туризмот. Доаѓале најмногу француски туристи кои ја посетувале Битола затоа што тука служеле за време на Првата светска војна. Во 1939 година бил направен план за изградба на куќа на Баба Планина на Големо езеро. Развојот на планинскиот туризам на Пелистер го финансирал Василија Ставревик, кој бил планинарски водич и влюбеник на природата. Додека пак странските туристи кои доаѓале тука се интересирале за Хераклеа. Во Хераклеа ископувањата започнале во 1934 година. А да одиме во Битола? Ај, дали знаеш, паметиш милице, кога си бевме малечки, кога се двајцата љубевме милице.